Десковска контра Заев. Не инсистираме Јанева да остане шефица на СЈО. Е пораката која ја упати министерката за правда Рената Десковска, коментирајќи дека изборот за прв човек на специјалното јавно обвинителство не е во надлежност на извршната власт, туку на Советот за јавни обвинители. Не сме оптеретени дали ќе биде Катица, дали ќе биде Фатиме, дали ќе биде Ленче или ќе биде некој со сематрет. Ние немаме ни право ни да прифаќаме, ни да не прифаќаме. Дали Јанева ќе биде пуштена низ вода за сега не се знае, иако таа тврдеше дека не можело да ја разрешат. Од СЈО денеска не сакаа да ја коментираат изјавата на Десковска. Не може да ме сменат мене, како мислите да ме сменат? Со законот. Со кој закон? Со законот за јавно. Таму не пише во законот, нема персонални решенија. И премиерот Зоран Заев во пишано интервју за МИА тврдеше дека нема намера да ја смени Јанева од специјалното јавно обвинителство и дека ја смета за символ на вратината надеж во правната држава. Додека наспроти неговата изјава, Десковска веле дека не е важно кој ќе биде на тоа место. Апсолутно не. Тоа е за мене институционално прашање од причина што навистина Катица Јанева и незиниот тим на обвинители, истражители и сите што работат беа во едно многу тешко време трошката надеж на враќање на правната држава, која ете почна да се враќа во нашата земја. Јас сум убеден дека не смееме да испраќаме лоши пораки до оние кои обстоиле, прекоселе, верувајќи во државата, во системот, во уставот и законите во тешко време. Треба да ги поддржиме нивните капацитети. Десковска истакна и дека не е исклучена можноста бомбите да бидат уништени, откако ќе заврши работата на СЈО по обвиненијата кои се веќе покренати. Според министерката за правда, може на компромис со ВМРО да помане за бомбите. Таа посочува дека искористено се што произлегува од нив. Ако се собрани докази материјални врз основа на прислушкуваните разговори, за многу случаи е ирелевантно дали ќе ги користите или не. Така што тоа е ставено на маса, ќе видиме каков предлог ќе стаса од ВМРО ДПМН. Мислам дека тука и не е страшно и да се направи компромис, имајќи во предвид информациите кои што дојдоа до нас во текот на работната група, работењето, дека тоа нема да влијае значително на буквално на случаите. Од опозицијската ВМРО ДПМН пак брифираат околу нелегално прислушуваните разговори, кои досега се користеле како доказен материјал, дека нема да коментираат. Оти законитоста на доказите е уредена во Законот за кривична постапка, а не во Законот за обвинителство. Член 12 законитост на доказите. Забрането е да се изнудува од обвинетиот или од друго лице кој учествува во постапката признание или некаква друга изјава. Доказите прибавени на незаконит начин или со кршење на слободите и правата утврдени со Уставот на Република Македонија, законот и меѓународните договори, како и доказите произлезени од нив, не може да се користат и врз нив не може да се заснова судската одлука. Од опозицијата велат дека подготвуваат нов предлог закон кој ќе одлучува за судбината како на основното, така и на специјалното јавно обвинителство. А законот ќе окрираат опфаќајќи компаративното применливо европско право и препораките на Европскиот суд за човекови права. Опозицијата останува на барањата специјалното обвинителство да биде инкорпорирано во обвинителството за организиран криминал и специјалната обвинителка Катица Јанева да одговара за отварање на случаи по завршување на незиниот мандат. А пак од власта бараат опозицијата да не бара скриена амнистија. Власта и опозицијата најмногу спорат за членот 105 од предлог законот што го регулира продолжувањето на постапките и судбината на доказите од прислушкуваните разговори.